Јас денот го започнувам слегувајќи по пристапна рампа долга 30 метри во мојот дом, која што за моја среќа имаше можност да биде направена. Но реалноста е дека голем дел од лицата со попреченост немаат услови во својот дом да ја прилагодат инфраструктурата, без оглед дали тоа е поради немање на доволно простор или финансии, поради што и оваа година во програмата за социјална заштита општина Битола вклучи финансиска поддршка на лица со попреченост за адаптација на физичката пристапност во својот дом. Улиците понекогаш знаат да бидат предизвик. Јас ја имам среќата со тоа што живеам блиску до работно место, па затоа поголем дел од времето доаѓам на работа пешки, без употреба на автомобил, иако во општина Битола имаме еден прилагоден автомобил за лица со попреченост, едно прилагодено возило кое што пред се е наменето за користење на лицата кои што ги користат услугите на дневниот центар, но во иднина сепак ќе бидат потребни многу повеќе такви возила. Се она што претходно сама се снаоѓав или импровизирав или морав да замолам некој од колегите за помош или пак некој од моето семејство беше обврзан да биде со мене да ми помогне. Сега тоа е задача на мојот личен асистент, што пак во голема мера влијае врз мојата самосталност. Лука е детенце со аутистичен спектар нарушување, она што нас ни е потребно како родители за да функционираме и да живееме поквалитетен живот. Сметам дека е центар, значи центар за овие дечина, каде што би работеле стручни лица. Со тоа квалитетот ќе ни се подобри на живење, значи двајцата родители ќе работат. Поради грижата за Лука, сопругот работи само за викенд. Од понеделник до петок сите обврски околу Лука, се до моментот додека се вратам јас од работа, се целосно на сопругот. Се соочуваме со борби со сите институции, започнувајќи од ЦСР, здравство. Сметам дека системот целосно не функционира во нашата држава, бидејќи ние покрај финансиски потрошени во делот на суплементи, часови приватни, потрошени сме и емотивно. Лука во моментов посетува покрај училиштето, значи посетува шах, посетува карате, посетува логопед, дефектолог, психолог, значи се оно што сметаме дека е потребно за неговата состојба да се одржува во едно, да има еден континуитет. Персоналниот асистент е потребен кај другите категории, меѓутоа има ситуации кај дечината со спектар каде што е потребен, бидејќи во сите општини нема да има центар, не верувам дека ќе се створи услов за такво нешто. Тогаш е потребен да го земе од училиште, да го однесе до домот, да го однесе на часовите приватни. Значи персоналниот асистент би требало да го има кај секое дете со попреченост барем 4 часа во денот. Јас и брат ми сме наглави, имаме проблеми во говор и слух. Третка диагноза. Страдат од ренална тубуларна ацидоза, што е многу тешко, хронична болест и не можат физички да работат. Машкото заврши средно, чупето ете абсолвент, нутриционист. Сакам факултетот на нутриционист, како да здрава исхрана, се надевам дека ќе влезам да работам. Мораме да работиме било што, било каде, за да носиме и да придоносиме и да имаме да сметки и да набавуваме прво најбитно ние за лековите од Германија. Луѓето не се трпеливи, се брзат и не ти повторуват. И пример, ја не слушам доволно, имам проблем во слуго и во комуникација. Кога треба да повторам, молам.
Најголемата радост кога се обезбеди оваа платформа во општина Битола заедно со пристапната рампа која што беше направена во Советот на општина Битола и прилагодениот тоалет за лица со попреченост во општинската зграда, беше тоа што сега јас можам пред се да си дојдам на работно место без никакви проблеми. Но и поради тоа што за прв пат сега лицата со попреченост имаат целосна пристапност во општинската зграда и салата на Советот на општина Битола. Искрено, се уште не можам да се привикнам на податокот дека луѓето ме сметаат за успешна приказна. Едноставно се обидувам да бидам најдобра верзија на себе си, да направам се што е во моја можност, за овој свет утре да го оставиме подобро место од она што сме го нашли денес.